Вести на Канал 8. Започна испитувањето на структурата на почвата за потребите за изградба на експресниот пат Штип-Кочани. Според најавите, градежните работи треба да стартуваат до крајот на оваа година. Работници и машина за длабинско дупчење на земјата на повеќе локации започнаа со земање примероци од почвата за да се направи испитување на нејзината структура. Со тоа стартуваа истражните работи на трасата каде што треба да поминува новиот експресен пат од Штип до Кочани. Дупчењето на земјиштето се врши на локации во општината Чешиново-Облешево со оглед што најголем дел од делницата катастарски се наоѓа на незината територија. Според проектот, должината на патот ќе изнесува 26 километри, а планираната сума за изградба е околу 53,5 милиони евра. Првичната замисла беше експресниот пат да се прави со надградба на постојната делница меѓу двата града, односно со додавање по уште една коловозна лента. Сепак таа беше отфрлена откако во јавност се крена прашина, поради тоа што во населените места низ кои сега поминува ќе се создадат така наречени тесни грла. Затоа беше направена нова варијанта со поместување на трасата кон север, односно на работот Кочанската котлина, за што потврда дојде и од тогашниот директор на јавното претпријатие за државни патишта. Има сосема нова траса која почнува од Тричешми, има крак кој што ќе води према Пробиштип со Клучка и се завршува во Кочани. Значи неќе биде испресечен патот, ако одевме со проширувањето на стариот пат, имаше доста клучки кои што треба да влегуваат во населените места. И секако ќе требаше да се реконструира целото наводнување, одводнување на оризовите полиња кои што гравитираат кон постојниот патен правец. Затоа решивме и кога ги ставивме финансиските показатели, без оглед што малце е поскапа реализацијата на нов пат, како што кажавме, ќе одиме со тоа. Според најавите, изградбата на патот треба да започне до крајот на годината, зашто подготвителните работи веќе се започнати. Изработката на проектната документација е во завршна фаза, пошто ќе следува распишување на јавен тендер за избор на изведувач на работите. Средствата за изградба на експресниот пат Штип-Кочани се обезбедени преку заем од Европската банка за обнова и развој. Општина Виница ќе промовира проект за изградба на нов современ музеј кој ќе биде од големо значење за градот и државата. Промоцијата ќе биде во општина Келце, Република Полска, а Виница е прва општина од Македонија која што ќе учествува во ваков проект. Амбасадорот на Полска во Република Македонија Јалцек Мултановски во посета на општина Виница. Општина Виница и општина Келце од Република Полска соработуваат од поодамна, но интензивна соработка имаат од изминатата година. Сега започнува еден значаен проект како за општина Виница, така и за цела Македонија. Виница заедно со уште 8 градови од 8 држави членки на Европската Унија во општина Келце договорија заеднички проект, а Виница е прва општина од Македонија која што ќе учествува во ваков проект. Станува збор за промоција на проект кој ќе биде финансиран од Европската Унија, односно промоција на идејата за изградба на нов современ музеј. Ние избравме 7 најдобри ученици од средното училиште Ванчо Пркис, 6 и нивниот ментор. За почеток почетната фаза на проектот е да разговарат за културните вредности на државите и значајноста на учеството, на членството во Европската Унија на државите. Значи од овде како прва фаза ќе почне проектот, а потоа секој од државите ќе промовира по еден проект кој што ќе го финансира Европската Унија. Значи овој проект можеби ќе трае 2, 3, 4 години. И многу е значајно што општина Виница доби идентификационен број во Брисел. Веќе сме идентификувани како град кој што ќе учествува во користење на европските фондови. Еден од нашите идеи е изградба на музеј, нов музеј, современ музеј кој ќе ги представува, во кој ќе бидат теракотните игри и другите артефакти што се пронајдени на територија на општина Виница. Подршка за соработката помеѓу Виница и полскиот град даде и амбасадорот на Полска во Република Македонија Јалцек Мултановски, кој беше во официјална посета на Виница. Рече дека може да се направи многу во делот на соработката меѓу двете општини и во таа соработка има голем потенцијал. За мене е најбитно да постои волја, заинтересираност за соработка и покрај тоа што не постои уште официјален договор на хартија, тој вид на соработка може да биде модел и пример за соработка на другите градови во Македонија.
И покрај тоа што не делат многу километри, многу држави, меѓу полското и македонско општество постои некоја блискост, некоја симпатија. И тоа треба да се искористи, да се искористи со цел уште подобро заемно запознавање. Македонија многу има да понуди и да привлече полски туристи, зашто сме веќе информирани дека такви пристигнуваат и ги има многу. Откако се запозна со профилот на општина Виница, амбасадорот го посети музеот Теракота, како и индустриските зони во општината, компанијата Мак Прогрес, каде што се запозна со стопанскиот развој на општина Виница, како и спортските и угостителски капацитети на градот. КЈП Водовод распиша оглас со кој бара 6 лица со завршено високо или висше образование од техничките струки. Вработените ќе бидат ангажирани додека трае проектот третман на отпадните води со можност вработувањето да се трансформира на неопределено време. 6 високостручни кадри можат да најдат работен ангажман со огласот што го објави комуналното претпријатие Водовод во рамки на реализацијата на проектот Третман на отпадните води во Кочани. Се работи за реализација на билатералниот договор, што претпријатието го има подпишано со локалната самоуправа, а според кој тие се задолжени да формираат единица за спроведување на проектот. Со огласот се бара по еден извршител на работни задачи кои се предвидени според преземените обврски, односно потребни се градежен, геодетски, електро и машински инженер, потоа технолог биохемичар и технички секретар. Работниот ангажман на сите ќе им биде додека трае реализацијата на проектот, но од Водовод нагласуваат дека потоа постои можност за трансформација на работниот ангажман на неопределено време. За сите позиции кандидатите треба да имаат диплома од соодветниот факултет, освен за последната, каде заинтересираните можат да бидат со вишо или средно образование. Освен овие општи услови, сите кандидати треба да имаат солидно познавање на англискиот јазик. Заедно со пријавата по огласот треба да се достави кратка биографија, диплома за завршено образование, како и уверение, односно сертификат за познавање на странскиот јазик. Рокот за доставување на потребните документи е до 11 септември и истите можат да се испратат во електронска форма на адреса office@vodovодкоцани.com.mk. Со сите заинтересирани што ќе се пријават на огласот, пред конечниот избор ќе биде направено интервју. Јавното комунално претпријатие Солидарност од Виница со поголема акција на исклучување на корисниците кои што не ги подмируваат своите долгови за потрошена вода. И не само со непопуларната мерка исклучување, туку претпријатието секојдневно поднесува од 10 до 15 тужби за неплаќачите. Виничкото претпријатие со апел редовно да се подмируваат сметките за вода. За да имаат континуирано снабдување со вода, граѓаните на Виница редовно да си ги плаќаат сметките. Со ваков апел излезе јавното комунално претпријатие Солидарност од Виница до граѓаните кои нередовно ги подмируваат сметките за вода. Предпријатието кон неплаќачите не само што ја применува мерката исклучување, туку и поднесува тужби. Не само со исклучување, кој што имавме како да кажем, добри резултати со исклучувањето, ние деновиве поднесуваме континуирано, можеби по 10 на 15 тужби дневно до нотарот, кои што тужби ќе се проследат понатаму до судот и на тој начин ќе пробаме да си ги наплатиме побројувањето кои што ги имаме од нашите граѓани. Во иднина ќе продолжиме секако со пуштањето на тужбите и нормално со непопуларната мерка исклучување, но се надевам дека што помалку граѓани или наши корисници ќе бидат исклучени од мрежата, дека нашите граѓани сепак ќе сватат дека мора редовно си ги плаќаат сметките за да имат редовно и континуирано водоснабдување и редовно да им се собира отпадот нормално. Овде би сакал да напомнам и би апелирал до нашите корисници редовно да си ги плаќаат сметките со цел да може нормално да функционира јавното претпријатие, за да можеме и во иднина да го задржиме нивото на давање на комуналните услуги кои ще ги даваме кон нашите корисници, да немаме пред се финансиски проблеми во работењето, бидејќи знаете, најголеми проблеми во едно комунално претпријатие се финансиските проблеми, тоест наплатата. И покрај неплаќањето на одредени граѓани, сепак процентот на наплата на претпријатието и понатаму е висок и изнесува над 80 кај физичките лица и кај правните над 90%.
Но со оглед на тоа што предпријатието ги нема веќе оние дополнителни градежни активности од типот на изградба на нови водоводни и канализациони системи што ги имало претходните години, односно со измена на законите ги нема тие екстра приходи што ги имаше порано, ќе мора повеќе да се внимава околу плаќањето на сметките за вода, додаде Спасовски. На влезот во зоната лесна индустрија со години тече вода што неконтролирано се слева по коловозот. Освен потенцијалната опасност за возачите, таа придонесува за загадување на околината. Површинска вода се слева по коловозот и околината на влезот во зоната лесна индустрија. Собствениците на малостопански и други објекти во чија близина таа тече се жалат дека вака е со години и досега никој не презел сериозни мерки состојбата да се подобри. Неколку пати реагирале кај надлежните во локалната самоуправа, но и покрај увидите што биле правени, позитивни ефекти нема. Побарале да се постават соодветни цевки што ќе ја прибираат целата вода и ќе ја носат во канализацијската мрежа. До сега не се направени детални испитувања од каде потекнува водата, а има две претпоставки за можниот избор. Едниот е дека доаѓа со планирање од оштетување на магистралниот канал од хидросистемот Брегалница, а другата оти станува збор за подземна вода од ридот Драчевик, што на овој дел излегува на површината на земјата. Според стручни мислења, првата претпоставка може да се отфрли, затоа што водата тече и во текот на зимскиот период, кога магистралниот канал е празен. Токму поради тоа мора да се направи целосно согледување од каде точно таа се појавува и да се преземат мерки за нејзино канализирање. Како и да е, сегашната ситуација со истекувањето прави доволно проблеми. Целата околина овде мириса на застојана вода. Поради влажноста на почвата изникнале и барски трски. Проблемот не е нов, а надлежните треба да најдат решение што поскоро. На почетокот од есента, општина Кочани ќе го реализира задолжителното одбележување на улиците со хоризонтална сигнализација. За таа намена ќе се потрошат околу 14.000 евра, а во моментот се бара изведувач на работите. За редовното одбележување на хоризонталната сигнализација на улиците во градот и дел од населените места во општината, локалната самоуправа на Кочани планира да потроши над 840.000 денари. Со овие пари треба да се покријат трошоците за набавка на боја со рефлектирачки карактеристики и за работната рака на изведувачот на работите. Според техничката спецификација од изведувачот се бара да ги обележи пешачките премини на улиците во градското подрачје, како и соодветните линии и обележување на известувањата за свртување пред крстосниците и за автобуските постојки. Обележувањето на хоризонталната сигнализација во Кочани вообичаено се прави 2 пати во годината, на пролет и кон крајот на август, односно пред почетокот на новата учебна година. Во изминатиот период имаше доста забелешки за квалитетот на извршената работа, зашто најчесто на седниците на Советот преку институцијата советнички прашања се бараше изведувачот на работата да користи боја што потешко ќе се отстранува од коловозот. Обновувањето на хоризонталната и поставувањето на дел од новата вертикална сигнализација на улиците треба да придонесе за поголема прегледност, а пред се за безбедност во сообраќајот. Јавниот тендер за избор на фирма што ќе го врши обележувањето е веќе објавен и заинтересираните може да се пријават до 18 август. Музеот Теракота од Виница продолжува со истражувањето на светилиштето од бронзеното време. Станува збор за работа на просторот меѓу тумулите кои остана недоистражен од претходните години. Започнува изработката на нов проект на локалитетот Коколов Рит. Виничкиот музеј Теракота во моментов работи на изработка на проект за новите систематски археолошки истражувања на локалитетот Коколов Рит, на кој се работи од 2011 година и на кој имаат изворени резултати во смисла на повеќе временски периоди кои се откриени на овој локалитет и најновото откритие од минатата година светилиштето од бронзеното време. Продолжуваме со истражување на ова светилиште и до истражување на просторот меѓу тумулите кои остана недоистражен од претходните години. На овој локалитет беа откриени 4 тумули, од кои најмногу информации добивме од првиот тумул, каде што беа откриени 4 погребувања од 8 век пред нашата ера, а под тумулот излезе светилиште од бронзеното време, што значи дека овој простор бил користен уште во вториот милениум пред нашата ера,
како светилиште на луѓето кои што живееле во околните населени места. Тогашните луѓе светилиштето го користеле како култно место, каде што принесувале жртви во смисла на храна и керамички садови, кои што таму биле ставани и потоа затрпувани. Станува збор за тумули во форма на кругови кои пак представуваат символ на сонцето, и тоа е еден од символите на пајоните кои што живееле во тој простор во истиот период и го користеле како култен символ кој се задржал и до денес како символ на националноста, додава Иванова. Над 2500 пензионери од 23 здруженија од државата беа дел од пензионерската средба што се одржа во селото Пантелеј во кругот на манастирот Свети Пантелеймон. Домаќин на традиционалниот собир беше Кочанското здружение на пензионери. Дружење забава и богата програма приредија пензионерите од 23 пензионерски здруженија од Македонија на традиционалниот 9 поред собир на пензионери што се одржа на манастирот Свети Пантелеймон. Присутните ги поздрави председателот на Сојузот на пензионери Драги Аргировски и председателот на Кочанското здружение Ѓорги Серафимов, а за отворена средбата ја прогласи градоначалникот Димитровски. Пензионерите од цела Македонија се дружат, запознаваат природни убавини, запознаваат нови пријателства и што е најважно на тој начин го разбиваат она депресијата, меланхолијата ако останат во 4 зида. Уште повеќе што од година на година оваа средба во Пантелеј станува се подобра, побогата и помасовна. Тоа многу значи и ова е едно и признание на организаторите на Сдруженијето на пензионерите на Кочани, заедно со градоначалникот на Кочани, па и другите 20 градоначалници чии пензионери припаѓаат на ова здружение, бидејќи така единствени и имаме најдобри резултати. Некои пензионери за прв пат доаѓаат во убавото Пантелеј, па се чувствуваа пријатно во прекрасната природа. Освен дружење, пензионерите проследија и богата културно-забавна програма. Председателот на Кочанското здружение рече дека вакви собири ќе продолжат да организираат и во иднина. Временската прогноза беше последната информација во вестите. Следете не и на нашата веб страница kanal8.mk. Довидување.